Мразам кога луѓето ме шалтерисуваат. Знаете што е шалтерисување? Непотребно препраќање од еден шалтер на друг, на трет, за на крајот да сватите дека тоа што го барате можеле да ви го обезбедат уште на првото место. Затоа и уредниците од Институтот за комуникацијски студии ја создадоа Само прашај. Таму вие поставувате точни прашања, а тие ги упатуваат на точните места. Оттаму и народната поговорка: кој бара рецепта за пита, не скита. Или не останува гладен. Или како беше? Се извинувам, едно прашање, да. Не знам за вас, ама јас многу мразам кога шефот ќе ме прати по кафе. Го носам кафето и цело време низ глава ми се мота: Марче кафе куварче, не знаете колку се нервирам. Сакам да го пријавам, ама не знам дали е тоа дискриминација. За на мене, а и на вас, да ни биде појасна оваа тема, решивме да го искористиме прашањето на Фикри од Гостивар. Како и каде да пријавам дискриминација на работното место? За да добијам одговор на ова прашање, ќе се упатам кај еден функционер, чија работа е да се занимава со вакви прашања. Народниот правобранител. Дојди. Заштитата од дискриминација можете да ја пријавите кај Народниот правобранител. За таа цел има формирано посебно оделение кој што ги штити правата на граѓаните од нееднаков третман. Многу едноставно, доаѓате во институцијата лично или поднесувате преставка по пошта, по електронски пат, да се јавите на нашите телефонски броеви. Доволно е да кажете кој ви ги повредува правата, да го објасните начинот на кој се повредуваат правата и да останете во контакт со Народниот правобранител, затоа што Народниот правобранител ќе ги превземе сите мерки согласно Законот за народен правобранител. Низ лавиринти од врати, ходници, шалтери, директно до вас. Ви донесовме вредни одговори на дел од вашите прашања. За останатите, сега веќе знаете каде да се обратите. До следната епизода поставувајте прашања на samopрашај.mk. Чао!